Почитувани гледачи, вие сте со саботното издание на регионалните вести. Во нив ќе гледате. Изградбата и комплетирањето на автопатската делница Титово-Гостивар ќе започне годинава како дел од планот на владата. Пресконференција во седиштето на Алијанса за албанците на тема протест на матичните лекари. Од управата за хидрометеоролошки работи најавуваат снежни врнежи во следните денови. Се очекуваат и ниски температури и студено време. Изградбата и комплетирањето на автопатската делница Титово-Гостивар ќе започне годинава како дел од планот на владата, истакна министерот за транспорт и врски Благој Бочварски. Долго време е ставена под знак прашалник безбедноста на автопатот и квалитетот на делницата. Изградбата и комплетирањето на автопатските делници Тетово-Гостивар, Гостивар-Кичево и Требеништа Струга-Ќафасан се наоѓаат во плановите на оваа влада и на тоа се работи посветено, рече министерот за транспорт и врски Благој Бочварски. Тој очекува годинава американско-турска компанија Бехтел Енка да започне со работа на делниците на паневропските коридори. На прашањето кога ќе се започне со реконструкцијата и надградбата на делницата низ Полошката рамница, министерот појасни дека во моментов во јавното предпријатие Државни патишта има постапка за избор на консултантска куќа, која доколку биде избрана, ќе влезе во директни преговори со Бехтел компанијата, која е определена да работи на овие делници, зашто е изгласан закон во собранието. Автопатот Тетово-Гостивар, но и делницата од Гостивар до Кичево, секако и од Струга до Ќафасан, е во плановите на оваа влада. Во моментот во јавното предпријатие за државни патишта имаме постапка за избор на консултантска куќа, која што доколку биде избрана ќе влезе во постапка на преговори со Бехтел за реализација на дел од овие делници кои што се донесени со закон во собранието. Така што сакам да ги уверам граѓаните дека владата води грижа и секако дека ова е многу значајниот коридор 8 за државата кој што ќе биде реализиран во текот на оваа година, односно ќе почне реализацијата во текот на оваа година, а ќе се врши во наредните години заради тоа што се работи за обемен инфраструктурен зафат. Секако овде и делницата од Прилеп до Битола, тоа е коридорот 10D. И со тоа сакам да уште еднаш потенцирам дека плановите на оваа влада се да изградиме модерна, безбедна патна инфраструктура, најпрво да ги затвориме конечно нашите паневропски коридори и потоа да ги реконструираме и останатите патни правци и делници кои што се за реконструкција во државата. Така што уште еднаш би сакал да го истакнам значењето на овој коридор. Патниот правец Тетово-Гостивар токму поради тие причини е во плановите за реконструкција и за доизградба и надградба во јавното предпријатие за државни патишта и делницата од Гостивар кон Кичево и делницата Требениште Струга-Ќафасан. Реакциите околу безбедноста на делницата Тетово-Гостивар беа чести во јавноста, а голем број експерти укажуваа на слабиот квалитет во изработката на автопатот. Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски одржа состанок со Сдруженијата на одгледувачи на свињи и Асоциација на земјоделци на која што се разговараше за потребата од донесување на нови мерки за поддршка на свињарството и за одржување на домашното производство на свинско месо. Се договоривме преку планираната програма за интервентниот фонд. Тоа е нова прва програма за оваа година, каде што има 250 милиони денари на располагање и ова е прва мерка која што денеска договоривме и која што ќе биде имплементирана преку програмата на интервентниот фонд, а верувам дека во вторник истата ќе биде помината и на владината седница, за да може да се спроведуваат сите овие интервентни мерки за оваа година. Конкретно со овие здруженија на одгледувачи на свињи во делот на подсекторот свињарство се договоривме да се обезбеди дополнителна мерка од 1500 денари по грло за гоеници со тежина над 90 кг, предадени во преработувачки капацитети во периодот од февруари до април. Оваа мерка
како што кажав, е на барање на сточарите, на овие здруженија, произлезе од самите разговори и анализи и теренски средби кои што ги имавме овој период и се уведува поради падот на цените на заклано грло и покачување на цената на добиточната храна, а со цел да ги анулираме трошоците кои што ги имаат фармерите и да имаат одржливо производство на домашно свинско месо, односно да даваме навистина поддршка колку што можеме во овој правец. Дополнително на состанокот се договоривме и за воведување на нова мерка во годинишната програма за финансиска поддршка, која што веќе е донесена, но за која што сме подготвуваме соодветни измени, така да и оваа мерка дополнително која што ќе соопштиме ќе биде во предлог измените, а тоа е нова субвенција од 3000 денари по маторица за категоризирани фарми. Корисници на оваа подмерка се сточарите кои ги исполнуваат условите за биосигурност од низок и среден ризик, согласно регистарот на одгледувалишта, по категорија во која одгледувалишта се класифицирани согласно утврден степен на ризик кој што го следи Агенцијата за храна и ветеринарство. Овие две мерки за дополнителен стимул и развој на свињарството се увисина околу 2 милиони евра. Во седиштето на партијата Алијанса за албанците во Тетово денес се одржа пресконференција. Алијанса за албанците будно ги следеше проблемите на матичните лекари и постојано констатираше дека примарната здравствена заштита е слабо организирана, додека секундарната е атрофирана и сето тоа има директно и индиректно влијание врз работата на терцијарното здравство, кое се дави во лекување на голем број на пациенти со банални диагнози, што ја отежнува работата на фондот на здравство и влијае негативно на ионаката слабиот буџет на нашиот граѓани. И покрај ветувањето, Министерството за здравство не остана на зборо за средбата по 2 недели, што резултираше со враќање на штрајкот на матичните лекари, загрозувајќи го здравјето на пациентите и јавното здравје на населението. Во примарната здравствена заштита во државно ниво има 1463 медицински тимови, од кои околу 500 или една третина се на работ на преживување. Тие практично добиваат едва за гарантирана минимална плата за тимот лекари, медицински сестри. Членовите на Сдруженијето на приватни матични лекари и специјалисти имаат 6 барања. Вредноста на капитациониот бод по пациент да достигне вредност од 95 денари, што со гордост ветуваше владата на СДСМ и ДУИ. Потоа бараат да се прекине казнената политика кон приватните матични лекари заради административните грешки, да се имплементира платформата Е-здравје, каде рецептите на специјалистот и електронските извештаи ќе бидат во програмата Cloud, со што значително ќе се намалат трошоците за користење на хартија и принтери. Промени во режимот на препишување на терапија од матичниот лекар, што би ја олеснила работата на специјалистот и неговата научна работа, како и изработка на нова методологија за исплата на услуги и стабилни плати. Алијанса за албанците во целина ги прифаќа овие барања, го поддржува нивниот мирен штрајк и се обраќа до здравствените власти да не си игра со судбината на лекарите и што поскоро да формираат работни групи и да ги започнат ветените и долго очекуваните разговори. Снежен викенд не очекува од вечерва. Врнежи од снег ќе има во целиот Полошки регион, особено на планинските предели и во текот на утрешниот ден. Од Управата за хидрометеоролошки работи најавуваат и ниски температури во следните денови. Во вечерните и ноќните часови, како и утре предпладне, се очекуваат пообилни врнежи, кои што ќе бидат во целава земја претежно од снег, а само вдолж повардарието дожд и снег. Во Полошкиот регион се очекуваат врнежи од снег, а до утре околу пладне снежната покривка значително ќе се зголеми за околу 20 до 30 сантиметри.
Секако поголема снежна покривка се очекува во планинските региони. Во однос на температурата, таа ќе се задржи доста ниска и во следните денови значително под просекот за овој период од годината. Во Тетово се очекува утре максимална температура од само 2 степени над нулата. Врнежите ќе продолжат и во следните денови со тоа што ќе бидат полокални и со послаб интензитет. Меѓутоа и понатаму ќе ги има повремено во текот на работната седмица ќе дува и умерен до засилен северен ветер. Следуваат деталите од регистрираните случаи во изминатото деноночие од страна на секторот за внатрешни работи Тетово. Вчера вечер околу 23 часот и 35 минути во Гостиварско Чајле. Лишени од слобода биле 30 годишникот Гостивар и 22 и 27 годишникот Чајле, затоа што им била пронајдена марихуана и дробилка. Тројцата се задржани во полициската станица Гостивар. Се расчистува и документира случајот, пошто ќе следува поднесок по член 215 од Кривичниот законник. Вчера околу 21 часот и 45 минути на излезот од Тетово кон Скопје, во близина на угостителски објект, полициски службеници лишиле од слобода 24 годишникот Тетовско Камењане и 25 годишникот Тетовско Синичане, затоа што при преглед им била пронајдена бела прашкаста материја. По целосно документирање на случајот ќе им биде изготвен соодветен поднесок. Вчера вечер околу 23 часот и 30 минути во угостителски објект на улица Илинденска во Тетово, со наредба од КПУ затвор Идризово, приведен е 39 годишникот Неготинското село Тимјанин за издржување на затворска казна, пошто бил спроведен во КПУ затвор Идризово. Вчера околу 18 часот и 45 минути полициски службеници на СВР Тетово на подрачјето на Теарце привеле 22 годишникот Република Албанија поради непријавен престој на подрачјето. Тој е задржан за натамошна постапка. Полициски службеници вчера од 8 до 20 часот спровеле засилени контролни активности за брзина со која се движат возилата во и надвор од населените места, во кои вкупно биле откриени и санкционирани 186 прекршоци. При тоа 103 возачи ја пречекориле максимално дозволената брзина во населено место, додека 83 возачи ја пречекориле брзината надвор од населено место. Од нив 4 возачи се движеле за повеќе од 70 км на час над дозволената брзина, а 19 возачи пречекориле за 50 до 70 км на час. На сите прекршители изготвени им се законски предвидените поднесоци и тие ќе се соочат со парични глоби од 45 до 400 евра во денарска противредност, зависно од тоа за колку километри на час пречекориле и ќе им бидат одземени и возачките дозволи од 3 месеци до 1 година. Во овие активности исто така биле санкционирани и 43 други видови сообраќајни прекршоци. СВР Тетово со апел до возачите секогаш и секаде да ја прилагодат брзината според условите на патот, посебно на автопатот Гостивар Тетово Скопје, и да не ја доведуваат во прашање сопствената и безбедноста на другите учесници во сообраќајот, со што ќе придонесат за посигурни патишта на подрачјето. Намален бројот на сообраќајни несреќи во изминатиот месец февруари, во споредба со истиот период од лани. СВР Тетово со апел до возачите за внимателно управување на патничките возила. Минатиот месец февруари на поширокото тетовско подрачје намален бројот на сообраќајните несреќи за 26, споредено со истиот период лани, изнесувал вкупно 39. Нема загинати лица, а намалени се и несреќите со тешко повредени лица на само 2. Бројки и податоци кои сами по себе зборуваат дека состојбите со безбедноста на сообраќајот на ова подрачје бележат позитивен тренд. Сообраќајките пак со поголема материјална штета биле само неколку од вкупно 19-те. Во текот на минатиот месец бројот на пречекорување на максимално дозволената брзина е 384, регистрирани се 282 прекршоци, недавање предност на пешаци, а регистрирани се и 40 возачи кои непрописно престигнувале. Покрај ова регистрирани се и 123 прекршоци што ги направиле пешаци, кои најчесто ги преминувале улиците надвор од обележани пешачки премини и кои биле повикани на така наречена сообраќајна поука. СВР Тетово повторно апелира до возачите да ја прилагодат брзината според условите на патот, да не пристигнуваат на забранети места и секогаш да им даваат првенство на пешаците, посебно на сообраќајници на кои нема обликувани тротоари или обележани премини. На пешаците пак им се советува да не преминуваат каде што ќе стигнат и да ја почитуваат постоечката светлосна сигнализација на крстосниците, за да не се изложуваат на ризик да бидат удрени од некое возило.
Во родното Тетово синоќа на 81 годишна возраст почина Томислав Стојановски Бомбај, поранешен истакнат политичар, пратеник во Собранието на Република Македонија и лидер на Демократската партија на Македонија. Тој беше избран за пратеник на изборите во 1994 година и во Собранието помина цел мандат, во кој остана запаметен како неуморен говорник и безкомпромисен борец за зацврстување на младата македонска демократија. Бомбај беше и кандидат за тетовски градоначалник во 2009 година. Во Тетово познат беше и како долгогодишен директор на Средното земјоделско училиште Моша Пијаде, а бил директор на енергетското одржување на Тетекс. Бомбај и основач на Тетовскиот фолкфест, што се одржуваше во манастирскиот комплекс во Тетовски Лешок. Почитувани гледачи, тука е крајот на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и имајте пријатен викенд.